околу снимката за мојата средба со Заев. За да објавиш снимка на која што тврдиш дека е направена завчер. При тоа да не ти текне дека дента за кој што се тврди дека јас сум бил со Заев на средба, јас бев цел ден на пресконференција на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Значи ја бев у МВР од 12 саат до 3:15 до 4. И вечерта бев во студио за емисија. Сум се телепортирал во исто време додека бев на пресконференција на Панче Тошковски, сум бил и на средба со Заев. Овој човеков, со него бевме заедно. Зима некој му донесоа од Бугарија некој тауспук, не е битно за моторот, и да не го чекаме да стига по карго, немаше работа. Дента отидовме да го земеме. На враќање застанавме на бензинска да пиеме кафе. И у бензинската беше Зоран Заев. Што требаше да правам? Тана дојде, се поздрави и седна тука на кратко. Мојавето беше да не сме биле ние, немал да падне и така натака и така натака. Ете тоа беше целата ситуација. Зашто мислите ви дека ако ние сме сакале да имаме тајна средба, да се срекаваме со Заев, ќе сме се сретнеле на бензинска пумпа у среде бел ден. Целта на објавувањето на оваа снимка не беше да се докаже демек ја нешто ау. Целта беше да се дефокусира од вистинската одговорност. Само јас бев осуден за оддавање службена тајна во време на Заев и само ја го гањав Заев. Како не ви е срам да следите новинари, да објавувате снимки? Ајде да видиме каде сум бил во времето за кого што се тврди дека сум бил со Заев. Господине Тошковски, не гледате вие никаква одговорност кај полицијата. Не ми одговорите само злојебам. Јас сакам да ви порачам за воиднина, пошто очигледно дека нема на друг начин кој да го примените, па ова ви е многу добар начин на конструкции, на оцрнување на луѓе, на новинари, на луѓе кои што не би сте под контрола. Сакам да ви порачам да внимавате и на ситниците. Снимката која што ви е објавена и каде што има наведено дека вчера, односно завчера во петокот, Мечка се видел со Зоран Заев, има еден многу битен детал. Дечкото што е обезбедување на Заев. Овој дечко, обезбедување на Заев не е веќе 2 години. Нема веќе што да разговараме на вака.